Добро утро, кавадарчани! Убава гледка денес. Моја почит, драги мои социјалдемократки. Вие сте силата на Социјалдемократскиот сојуз и ве поздравувам сите. Другарки и другари, со огромна чест чекорев денеска со вас. Привилегија е моја и горд сум дека тоа не е само денеска и не е само тука. Чекорењето со вас, рамо до рамо, е секогаш и насекаде. Во сите битки, во сите предизвици. И затоа бескрајно сум ви благодарен. Вашата решителност, посветеност и искрена желба за сигурна и стабилна иднина е силата на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа безпрекорно чувство за визионерски, државотворни одлуки се суштината и во нашето заедничко социјалдемократско делување. Денеска, јас сум само еден од вас. Ние заедно даваме почит за силата на жената, за нејзиното историско, револуционерно и партизанско наследство. Одаваме почит и на постојната борба за подобро утре, за Европска Македонија. Почитувани, сведоци сме на историја испишана со храброст и одлучност, каде македонските жени не само што биле учесници, туку биле и клучни стожери во создавањето на подобро општество. Оваа сила и храброст, покажана во револуционерната борба на НОБ, се фундамент на нашата денешна борба за еднаквост и правда, за еднакви вредности, за градење политики и создавање иднина. Токму овде, во Кавадарци, се формираше првиот одбор на АФЖ во Македонија. Тука се испиша значајно поглавје во нашата историја. Тука сме да им одадеме почит на бесстрашните хероини кои одиграа клучна улога во отпорот на фашизмот за време на НОБ. Но и да испратиме порака дека нашата борба за иднината продолжува. Пред повеќе од 8 децении, македонските мајки, сестри и ќерки застанаа простум со своите другари во борбата за слободна македонска држава. Тие ги подарија своите животи на олтарот на слободата. Нивната жртва го отвори патот, го постави темелот за слободна и независна македонска држава. Имињата на Веселинка Малинска, Вера Јоцич, Ибе Паликука, Невена Георгиева Дуња, Вера Ацева, Елпида Караманди и сите останати со златни букви се запишани во македонската историја. Овие жени беа со пушка во рака и на фронтот, а потоа беа и рамноправни градители на новото современо македонско општество. Сите ние сме горди на тоа затоа што СДСМ, како државничка партија, е директна наследничка на НОБ и вредностите на антифашизмот. И тоа само Социјалдемократскиот сојуз и никој друг кој што сака лажно да си препишува одредени вредности кои што не му припаѓале ниту во историјата, ниту му припаѓаат денес, ниту ќе му припаѓаат во иднината. И тоа многу добро и јасно да се знае денес и од ова место. На темелот на она што сме биле тогаш, ја градиме денешницата. Жртвите што ги направија нашите предци, идеалот за кој што биле подготвени да загинат, бил за да обезбедат иднина, слобода, за денес да живееме во независна, суверена, демократска македонска држава. Другарки и другари, славејќи го споменот на жртвите од НОБ, мора да создадеме општество во кое никогаш повеќе нема да се случат злосторства. Општество со сигурна и светла иднина. Да црпиме инспирација од нескотривиот дух на македонскиот народ, националната издржливост и моќта на единството. Нивното наследство нека биде водилка додека го продолжуваме нашето колективно патување кон праведно и европско општество. Кога говориме за херојство, дадените жртви и постигнатите победи, да се подсетиме и на нашите секојдневни денешни хероини. Тоа се жените кои што ги среќаваме секој ден, дома, на работа, на секаде.
Единство, солидарност и подсетување дека борбата за родова еднаквост оди рака под рака со пошироката борба за правда и слобода, со борбата за подобро утре. Ако нивната борба беше за слобода, нашата политичка борба е за европска иднина. Духот на антифашистичката борба и придонесите на македонците во НОБ нека не инспирира да создадеме модерно европско општество рамо до рамо со државотворните европски народи. Единствен начин за подобра македонска иднина е нашето полноправно членство во Европската Унија. За поголеми плати и пензии, по европски стандарди, за функционален судски систем, за сите нови финансиски и суштински можности кои доаѓаат со членството во Европската Унија. Нема друга алтернатива. Со глас за СДСМ и коалицијата да ја спречиме заканата од изолација на земјата со ДПМН. Затоа што македонската иднина не е прашање на поединци, туку колективна свест за доброто на нашата земја, на нашиот народ, да можеме да исцртаме сигурната европска траекторија на државата. Тоа е наша цел. Европа е тој патоказ кој треба да го следиме со иста решителност и посветеност како нашите претходници. Тоа е нашата битка. Тоа е битката што секоја генерација е задолжена да ја води за татковината. И нема откажување. Таа битка мора да ја добиеме и ќе ја добиеме. Затоа, на 24 април, да покажеме колку сме силни, решителни и подготвени да ја градиме Европска Македонија. Европска Македонија во европско семејство, горда, рамноправна, достоинствена со сите македонски национални обележја и признаен македонски идентитет. Затоа, заедно, да го ствариме сонот кој го сонувале просветители, преродбеници и линденци и антифашисти, жени, млади, мажи, возрастни и сите. На 8 мај нашите гласови нека грмнат силно, не само како израз на нашата одлучност да градиме подобро и поправедно општество за сите. Ова не е само избор, ова е нашата обврска кон минатото, наша должност кон иднината, кон македонска европска иднина. Нема откажување. Да се живи и здрави, да живее Македонија, да живее форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз и ние заедно со нив.